Почитувани гледачи, добро вечер. Најпрвин сакам да ви ја честитам новата 2014 година и да ви посакам се најубаво во неа, вклучително и божикните празници, кои очекувам дека оваа година ќе ни донесат многу благосостојба на сите нам, на целиот град на Македонија. Еве со првото издание на емисијата Интервју во ова ново 2014 лето господово. Ова прво издание ќе биде малку видоизменето од досегашните, што не мора да значи дека и во иднина ќе биде така. Меѓутоа, со оглед на тоа што се уште се наоѓаме во празнична атмосфера, затоа малку се потрудивме да бидеме поинакви од она што досега сте навикнати да не гледате. Значи, оваа емисија ќе биде составена практично од 4 дела, во кои што ќе имаме 4 гости. Најпрвин вечерва овде во студиото со нас е пратеникот, господинот Димитар Стевананџија, со кого еве малку ќе направиме една кратка ретро на 2013 и да ги слушнеме неговите очекувања од 2014. Добро вечер и добре ни дојдовте во студиото на Канал Визија. Добро вечер и добре ме најдов. Еве и вам лично да ви ја честитам новата година, божикните празници, да ви посакам многу успех како на професионален, така и на приватен план, и да се надеваме дека и оваа година во која што туку зачекоривме ќе биде успешна како и претходната, бидејќи знам дека вие сте горе-долу задоволен од она што ви се случувало во 2013. Токму затоа, значи, како пратеник во Македонското собрание ја оценувате 2013 година, што е лично поврзано со вас и каде си припишувате плюс за она што вие го дадовте во изминатата година во смисла на политиката? Па според оценките на поискусните политичари, 2013 година може да се смета за политички најтурбулентна година. Со оглед на настаните што се случуваја на почетокот на 2013 година, големите проблеми при носењето на буџетот, сите очекуваја дека 2013 година нема да ги исполни очекувањата на она што беше предвидено. Напротив, можам со гордост да кажам дека за сето она за кое што лично се залагавме заедно со моите колеги, за она кое што лично лобиравме, успеавме да го реализираме 100%. Исто така, со огромно задоволство можам да констатирам дека и републичкиот буџет кој што лани беше во висина од 2 милиарди и 700 милиони евра бил добро конципиран, средствата беа наменско потрошени, со што резултатите се постигнати. Кои се резултатите според мене? Навремената исплата на платите, навремената исплата на субвенциите, економскиот раст. Не треба да заборавиме дека 2013 година според сите параметри беше една од оние години во кои што превладуваше економската криза. Во такви тешки услови, со домашната економија, со економијата која што не обкружува, Македонија има 4 најголем раст на GDP-от во Европа. Можеме да замислиме дека покрај оние економски гиганти, Македонија успеа да оствари раст за околу 3,2%. Тоа уште повеќе значи ако знаеме дека на почетокот нашите политички противници, социјалдемократите, при расправата за буџетот, прејудицираа едно грчко сценарио, крах, колапс на економијата, престанување на исплатата на пензиите и уште многу песимистички црни сценарија. Наспроти сето тоа, испаднаја точни само проекциите и констатациите на министерот за финансии Ставрески, кој што морам да го пофалам бидејќи благодарение на неговото искуство и на неговата посветеност на работата, секогаш Македонија успева да донеси добри буџети кои што носат бенефит за сите граѓани. Тука исто така, сакам да потенцирам дека, посебно во овој период, е многу битно што успеавме и за наредната 2014 година да смогнеме сила и да најдеме средства, повторно да ги покачиме пензиите за пензионерите за 5% почнувајќи од март и за административците за 5% почнувајќи од октомври. За 2014 година, за 5 милиони евра, се изголемени субвенциите за земјоделците. Значи сега имаме 140 милиони евра субвенции или сето збирно во изминатите години. Оваа влада успеала да подели повеќе од 730 милиони евра субвенции за земјоделците. И тука ги имаме веќе и резултатите што се гледа во нашето опкружување. Успеавме да ја намалиме и невработеноста, благодарение на добрите политики на оваа влада, бидејќи со средствата кои што се извојуваат наменски за развој на економијата и за директни инвестиции, успеавме да привлечеме повеќе од 30 странски инвеститори, директни странски инвеститори,
кои што придонесуваат за развој на она што го кажа претходно на GDP-от. Бидејќи знаете дека голем дел од средствата од буџетот се наменуваат за доизградба на инфраструктурата на технолошко-индустријските развојни зони како што имаме во Прилеп, а тоа е услов за добриот развој на економијата. Ако другите земји во опкружувањето ги бркаат своите вработени од администрацијата, например во Грција платата на секој административец беше намалена за 40%, ако субвенциите се намалуваа, ако бројот на вработените во јавни претпријатија стрикно и многу радикално се намалуваше, ние, што е најголем успех, успеавме сите вработени да ги задржиме на своите работни места. Нема ниту еден административец кој што е изгубил работата, а се трудиме да обезбедиме средства да вработиме што повеќе луѓе. И на крајот на криштата многу е битно што и покрај сите овие инвестиции, Македонија во регионот е земја која што има најмало странско задолжување, за околу 32%. Ова зборува дека навистина она што го велите сме имале правилни проекции за она што треба да и се случи на земјата, поточно што и се случуваше во 2013 година. Меѓутоа вие, како пратеник од Прилеп, факт е дека во изминатиот период и не само вие, се разбира и вашите колеги од Прилеп, правите напори за, да не употребувам неубав збор, меѓутоа да протуркате одредени проекти кои се конкретно врзани со Прилеп, а треба да поминат на повисоко ниво. Конкретно вие, со што сте најзадоволен, што сте успеале да го постигнете за вашиот роден град, за вашите гласачи пред се? Како поединец, задоволен сум бидејќи во интервјуто што го дадов минатата година, успеавме да ги реализираме сите проекти кои што ги ветивме. Значи, реконструкцијата на градскиот часовник, целосната реконструкција на канализацијата, значи во нашиот град почнува новиот проект кој што благодарение на локалната самоуправа, на владата на Република Македонија и Европската банка почнува да се реализира, тоа можете да го видите и на нашите улици, и уште многу други проекти кои што навистина значат квалитет во општественото живење. Оваа 2014 година се планира да биде година на инфраструктурни проекти. Не само во нашиот град, туку во Република Македонија. Во овој момент се случува еден градежен инфраструктурен бум. Зошто го велам тоа? Бидејќи на крајот од минатата година во собранието го верификувавме кредитот со кој што Република Македонија оваа година почнува да гради нови 2 автопати, а да го догради веќе третиот започнат. Значи, по-конкретно станува збор за автопатот Скопје-Штип Свети Николе и Кичево Охрид. Значи, едни инфраструктурни артерии кои што треба да ја подобрат патната инфраструктура во Република Македонија. Се работи вкупно за 128 километри автопатска мрежа. Во годините на назад 60-70 години во Република Македонија се изградени 180 километри автопат. А ако земеме дека сега само за една година, и тука сакам да го напомнам и третиот кој што веќе е при крај, значи тоа е Гевгелија Смоквица, еден комплетно нов пат кој што кошта 220 милиони евра, претходниве коштаат 560 милиони евра, значи имаме околу 800 милиони евра инвестиции во инфраструктурата. Ако сите претходни влади граделе барем по 1/10 од ова, до сега Македонија ќе беше инфраструктурно автопатски покриена. За нас што е посебно битно за прилепските, за битолските пратеници, за крушевските пратеници, бидејќи ние, верувате, колку и да е добра работата, патот макотрпност убива. Значи, концентрацијата ја губите уште со тргнувањето од вашиот дом, а треба да ја зачувате и при враќањето. Задоволен сум и горд што оваа година ќе почне, значи, реконструкцијата на оној пат кој што беше ветен во нашата програма, 11 километри експресен пат, кој што ќе ги заобиколи оние страшни клисури кои што ги врвиме на секој одење при Скопје, и тука ќе добиеме еден модерен пат од 12 метри ширина со 4 коловозни ленти, што ќе ги заобиколи овие села кои што во моментов ги врвиме, а тоа ја подобрува и безбедноста. Тоа го потврди и вчера директорот кој што беше Љупчо Георгиевски при пуштањето во употреба на новите канделабри за осветлување на влезовите во Прилеп. Тоа е еден од претходните проекти, значи од минатата година, знаете, го осветливме влезот и го реконструиравме влезот од Скопје кај бензинската Лукойл со средства и од Светската банка, од локалната самоуправа, од владата на Република Македонија. Тој проект продолжува надолу до раскрстицата кај Солидност, каде што ќе се гради и кружен тек, и во наредната година продолжува и до раскрстицата кај Чумовчанец. Така да Прилеп ќе може да се пофали дека ќе има најсовремени влезови, онака како што заокружува, како што заслужува, бидејќи
Впечатокот за еден град се стекнува од неговиот влез. Ние имавме наобратна ситуација. Колку што навлегуваме подобро во градов, го имаме најубавиот град, но имавме лоши влезови. Сега сликата за Прилеп како европски, модерна, инфраструктурни среден град ќе биде комплетна. Во интерес на времето, значи отприлика вие и во ова досега што го кажавте и за вашите планови за годинава во која што навлеговме. Сега чисто телеграфски, значи како пратеник, што гледате дека во 2014 треба да го направите и да се залагате во Македонското собрание за Прилеп да стане, како што велите, уште поубав град, и тука да го завршиме разговорот. Значи, како и секоја година, верувајте дека доследно ќе ја браниме довербата која што ја добивме пред 2,5 години. И во тоа сигурно дека досега нашите поддржувачи, оние неопределени кои што се одлучиле да ја дадат поддршката за нас, се увериле. И оваа година ќе продолжиме, значи, да ги браниме најпрвен интересите на тутунарите, на земјоделците, бидејќи потекнуваме таков регион. Подрачјето од кој што сме изгласали, значи, четвртата изборна единица е претежно земјоделска. И со самото носење на буџетот, верувајте дека 80% сме успеале од тоа, бидејќи од 135 сега имаме 140 милиони евра. Ќе се залагаме за подобрување она што остана, значи, од инфраструктурата на нашиот град. Ќе се залагаме конечно да почне реализацијата на проектот Почестителна станица во Прилеп. И Прилеп ќе стане прв град во Република Македонија кој што ќе ги исполнува оние еко критериуми при извозот на земјоделските производи надвор од границите на Република Македонија. Исто така, ќе се залагаме пензионерите навремено да ја добиваат повисоката пензија, да ги подобруваме нивните услови за живот, да ги подобруваме условите за живот на сите социјално ранливи категории. Ќе се потрудиме сите оние кои што земаат некаков надоместок од државата, било да е социјален надоместок по основ на инвалидитет, или па други видови надоместици да ги бидат навремено, бидејќи во оваа тешка економска криза секој ден закаснувањето на надоместоците или на кој бил додаток многу значи во рамките на домашниот буџет. Можеме само да гарантираме и да ветиме дека се што е во наша надлежност ќе направиме во интерес на граѓаните, бидејќи ние земаме платата од нив и треба да им го вратиме она што го заслужуваат. Ви благодарам за разговорот и уште еднаш ви посакувам многу успех во новава година и да слушаме само за добри работи кои што ќе бидат во интерес на квалитетот на нашето живење како граѓани. Ви благодарам и јас, значи сакам да искористам и оваа прилика вам лично, на вработените во вашата прекрасна телевизија и на сите граѓани кои што ја гледаат канал Визија, да им посакам успешна, перикетна, среќна 2014 година, да зачуваат се она што имале во 2013 година, а да го постигнат она што си го зацртале во 2014 година. Среќата, здравјето да бидат постојан гостин во нивните домови и да се гледаме само за добри работи. Благодарам. Ви благодарам и вас.